Благодарам, председателе. Благодарам, колешке Лолита Ристова. Оценивте дека дебатата сума водел на повисоко ниво. Искрено ви благодарам. Една од главните поенти на мојот говор беше дека искуството до сега покажа дека изостанува реализацијата, а дека хартијата трпи се. Тоа беше една од основните мои поенти на говорот во трајање некаде приближно 20 минути. Се осврнавте во вашиот одговор на земјоделството, спомнавте суми од 28 милиони евра, Агенција за финансиска подршка некаде 137 милиони евра, субвенции, рурален развој, интервентен фонд од 4,8 милиони евра. Јас поставувам прашање, што е крајниот резултат на сето тоа? Еве го крајниот резултат, почитувана колешке. Намалено производство поради нерентабилност. Земјоделските производители го напуштаат земјоделството. Сведоци сме ние во тиквешијата. Ако сме имале за општините Неготино и Демиркапија 3600 апликанти, сега имаме 2800-2900 апликанти. Тоа значи за само неколку години 600 до 700 лица го оставаат, го напуштаат лозарството. Околу новиот начин на субвенционирање. Новиот начин на субвенционирање за 2024 година е дефиниран да биде согласно производството. Кое е тоа производство кога луѓето го напуштија, ги напуштија нивите, ги напуштија лозијата? За какво производство овде ќе стане збор и кои се тоа финансиски средства, они кои што ќе ги земат врз база на тоа производство? Спомнавте за железничкиот сообраќај. Јас патувам, почитуване колешке, со воз. Би сакал дословно да ви презентирам каква е ситуацијата со железничкиот сообраќај ако тргнете од Скопје, ќе застанете негде кај Градско, па ќе направите претовар, а возот се движи со фантастична, фантазмагорична брзина од 20 км на час. Толку за она што значи инвентивност, тоа значи, нели, модернизација, 20 км. Јас сум сигурен дека некој спортист да е, ќе го престигне возот трчајчи и ќе стигне поскоро. А она со претоварот, мислам дека имаше доволно и на телевизија, и на вести, со претовар. Имате делница до каде што оди возот, потоа напуштате, одите со автобус, со комбе и повторно се враќате, продолжувате со воз. Зборувавте за пари, зборувавте за општина Велес. Тука е колегата Игор Здравковски, за жал он не може да одговори. Повеќе од 1 милион евра. Податокот кој што јас го имам дека председателка на Социјалдемократскиот сојуз во Велес со петни жили во 2022 година се труди да ги спречи тие пари, ги спречува да дојдат до општина Велес. Благодарение на колегата Игор Здравковски и градоначалникот Колев, Марко, 2023 тие пари ќе не се добиени и ќе бидат оперативни. За жал, Битола, Делчево, спомнавте Демиркапија. Тоа се општини за кои што, не знам тука дали има некој представник од кој што може да добиеме податок. Околу Неготино, неколку пати имаме зборувано на оваа тема. Градоначалникот треба да биде градоначалник на сите граѓани. Јас постојано велам дека сите прашања, бидејќи се работи за централен буџет, сето што е во врска со локалната самоуправа има адреса каде треба да се постават. Но вие спомнавте вашата заложба. Јас ве охрабрувам да продолжите. Меѓутоа треба да спомнете дека најголемиот инфраструктурен проект сега започнат во општина Неготино, урбана заедница 5.1, преку 200.000 евра, што немаа храброст ниту еден од претходните градоначалници да започне. Јас за тоа зборувам, за инвестиција сопствената општина со сопствени средства. Мислам дека и Неготино како општина во Република Македонија заслужува да има помош од државата. Дали е таа доволно, дали може да биде поголема, она што јас како информација го имам дека со новата влада таа помош ќе биде драматично зголемена. Тоа можам да го порачам.
Зборувавте и за градинки, зборувавте и за неселективност. Јас овде ќе завршам. Неселективноста е израз на министерот за земјоделие. Со тоа започна својата политичка кариера. Гледам дека и вие го користите. Само ќе кажам дека се што е направено е за добробит на граѓаните. За жал, недоволно, и тоа граѓаните знаеат да го ценат, да го проценат, го казнија на локалните избори, а сега целокупната концентрација треба да ни биде на председателските и на парламентарните избори. Тука ќе ги соочиме фактите. Ви благодарам.